Здраво и добре дојде во епизода 36 Podcast with Јосиф, поддржана од Феникс домови за стари лица. Денес ќе имаме одлична епизода со еден млад господин со голема експертиза за годините кои што ги има, но сето тоа покажува за неговиот ентузијазам, за неговата љубов кон она што го прави. А тоа што го прави се работи кои што можеби некои од вас по прв пат ќе ги слушнаат и ќе бидат воодушевени, ќе бидат вчудо невидени од тоа колку напредува и со каква брзина напредува и медицината, и благодарение на технологијата, и благодарение на вештачката интелигенција, и ќе ги допреме тие работи денеска и ќе се надевам дека ќе бидете инспирирани и полни со оптимизам и надеж за тоа што не очекува во иднината, поврзано со како човечкиот вид ќе успева да можеби се справува со болестите и да ги диагностицира и да ги лекува. Така да уживајте во оваа 36-та епизода и во овој некаде час кој што ќе го имаме разговор со нашиот денешен гостин Синиша. И секако, дали ќе биде тоа Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, YouTube или па некој од социјалните канали на кои што ќе следиш оваа содржина, те охрабруваме да бидеш интерактивен, да коментираш, да прашуваш и секако да се поврзаш со Синиша. Откритеа топлината и грижата во дневниот центар на Феникс домовите за стари лица. Придружете се на целосно бесплатен еднонеделен пробен период, каде што вашите најблиски ќе можат да уживаат во активности, грижа и енергична заедница секој работен ден. Од прва рака искусете ја радоста и удобноста што ги обезбедува овој тим од професионалци. Кликнете на линкот за да се регистрирате или јавете се уште денес за да ја почувствувате разликата што ја прават. Ај, добар ден. Добре дојде во Wellcast 36. Фала ти што ја прифати поканата и ете што ќе се изборуваме на тема која што пред се ја ќе учам и подкастот генерално, еве со мои пријатели кога разговарам, кажувам си го правам затоа што мене ми е убаво да си разговарам на овие теми, па зошто да не биде тоа и документирано и споделено со јавност. Синиша, секоја, мислам, традиционално, ете, си следал некој од епизодите, секој од гостите си споделува по нешто за себе, така да земи си време колку и да ти треба и еве, кажи на заедницава, дозволи да те запознае, кој е Синиша, со што се бави, што до сега правел у животот, зошто го правел? Па, ти благодарам. Значи, јас сум Синиша, млад научник, веројатно за најголем дел од твоите слушатели и непознат, затоа што и голем дел од мојот живот, односно последните 8 години, не ги помина во Македонија. Бев во Холандија, каде што го добив моето знаење, мојата експертиза. И би се наречил дека сум млад научник, кој што е интригиран со сите нови откритија, така би ги нарекол, во сферата на медицината, на биомедицината и на вештачката интелигенција, и човек кој што најчесто во науката не знае да прифати одговор како не и е односно поткренат кога нешто се соочуваш со некоја препрека, да најдеш начин и решение како таа препрека би се решила. А сето тоа може да се направи според мене ако си curious, љубопитен, фала. Имаш желба и трпение да поставуваш различни хипотези на кои што би си давал одговори. Најчесто тие одговори се негативни, 90% од времето, но оние 10% кои што ќе добиваш некои позитивни одговори те водат кон некое ново откритие и таквото откритие можеш да го искористиш кон помагање на оние кои што на најмногу им треба, односно на пациентите во мојата област. Јасно. Сега, прво прашање ќе биде што точно ти студираше. Второ прашање ќе биде дали сите мислат дека си луд затоа што си се вратил у Македонија и зошто го направи тоа?
Па вака, ајде да ти одговорам на второто прашање, зашто дали сите сметаат дека сум луд, што сум се вратил во Македонија. Јас би рекол да, тоа беше едно од најчестите критики, коментари и прашања чудење кај самата популација во Македонија кој што ме познаваше. И тие секогаш ме прашаја зошто се врати, зошто баш сега, нели сметаш дека постојат подобри услови таму каде што беше во Холандија, го доби знаењето, зошто не го имплементираш таму. Па би почнал тоа дека кога заминав на студии во Холандија, дека заминав со цел да успеам да добиам знаење, но не само знаење, туку да добиам и искуство и да го имплементирам самото искуство. Затоа што ако човек има знаење, а не знае да го имплементира, тоа сметам дека не е доволно. Па така завршив медицина во Холандија, потоа бев на магистерски во биомедицина и биоинженерство и на крај бев на докторат за транслационна хирургија. Зашто? Транслационна хирургија. Аха, добро. Што е транслационна хирургија? Тоа е уствари не она ние што знаеме дека некој е хирург, па јас сега ќе оперирам пациенти или ќе правам нешто, туку напротив, тоа се докторски студии каде што ти добиваш некое поголемо знаење, каде што се фокусираш на една тема. Во мојот случај тоа беше тема за испитување на метастази на овариум од колоректален тумор. Тоа значи се појавува само кај женската популација, многу се ретки, кај некој 5% од популацијата која што има колоректален тумор и се доста неистражени. Тоа беше едно од предизвиците што ме поттикна да ја спремам таа тема. Во самата таа тема имплементиравме различни експерименти за да можеме да ги изучуваме тие, меѓу кои беа и 3D органоиди, кои што моментално верувам дека за популацијата што не слуша не се познати, но тие 3D органоиди прават голем бум во сферата на медицината и на испитувањето за некој тип на тумор или метастаза. Органоиди ја прв пат го слушнав. И ќе ни треба и мене, а и на публикава да ни објасниш пред се што е тоа. Што се органоиди и второ што е разлика од медицина и биомедицина. Као нели би требало тоа да е исто? Па да и не. Биомедицина, кога изучуваш биомедицина, повеќе се фокусираш на биомолекуларните патишта во самите клетки, односно повеќе те интересираат клетката како наука и сето тоа што се случува во самата клетка, отколку она што се е фенотипот кај пациентот. Значи ти сакаш да разбереш кога изучуваш биомедицина зошто некоја болест настанува и што настанува погрешно во таа болест. Кои се молекуларните патишта кои што се променети, кои сигнални патишта помеѓу клетките, односно што е сигнален пат, тоа е уствари постои тригер во самата клетка која што ќе каже што ќе се случува со таа клетка. Значи ние како луѓе го имаме, да почнеме наједноставно, ние сите во секоја клетка од нас имаме ДНК. И таа иста ДНК е присутна во сите клетки во човековиот организам. Но не секоја клетка е иста и не секоја клетка се однесува на ист начин. Со различни инструкции. Точно. Значи инструкциите кои што ги добива од надворешната средина и кажуваат на клетката што треба таа да прави. Тоа е уствари некоја интерес на биомедицинарите да се научат што се случува во клетката, кои патишта се активни, кои патишта не се активни во здрава клетка и кои патишта придонесуваат за некоја болест во клетката. Јасно. Сега органоиди. Точно. Што е тоа? Па веројатно те асоцира на нешто како орган или нешто слично, така? Само на тоа ме асоцира. Точно. Тоа е и замислата на органоидите. Тоа се инвитро систем. Инвитро систем е се она што се испитува во лабораторија, кога влегуваш и испитуваш некоја клетка. Сега органоидите, како органоиди се модел за изучување на болести, каде што тие се добиваат во минатото се добиваа само од тумори или од метастази, но во денешно време постојат органоиди кои што се добиваат и од здрав орган. Како настануваат тие органоиди, тоа се зима најпрост начин, ја што правев или што се случува, одиш во операциона сала, каде што се извршува операцијата, се извлекува тумор од самиот пациент и ти добиваш
дел од Примерок. да, и ти тој примерок треба да го процесираш во лабораторија. Подлежи на секаков начин на катинг, односно го сечеш буквално туморот на најмали делови со надеж дека ти ќе успееш да ги издвоиш на хемиски начин, потоа со третмани на одредени субстанции на тие клетки, на хемиски начин ќе успееш да ги одвоиш поединечните клетки кои што се рак клетки. Потоа ти ги ставаш нив во одредени медиум за растење, каде што им овозможуваш на клетките кои што имаат шанса да преживеат, а останатите да изумрат. Аха. Од кога ќе го направиш тоа, го променуваш во средина каде што не може да се залепат на тој медиум и тие клетки почињаат да растат во некоја 3D форма и едноставно се како некоја топка од клетки, но тие се однесуваат скоро исто како и од органот од кој што се добиени. И многу е добро како систем за изучување затоа што имаме сватено дека претходните 2D системи кои што сме ги користеле многу подлежат на начинот дека тие се залепени на самата површина на која што ги растеш. И многу патишта кои што во телото не се активни, се активираат на тој начин. Додај пак кога користиш 3D органоиди затоа што тие се слободни во самата течност каде што растат, не се залепени на подлогата, тие не ги активираат истите патишта. И затоа тие се однесуваат како органот од кој што си ги добил. Друга предност на таквите органоиди е тоа што може да правиш кокултура, односно што значи кокултура, дека ти кога ќе го добиеш тој органоид од клетките од кои што си го земал од органот, можеш да додадеш и фибробластни клетки. Фибробластни клетки се сврзнато ткиво што го поврзува тој орган. Аха. И со тој начин ние, научниците во литературата за тумори, имаме откриено дека туморната средина, односно таа фибробластна средина, има многу големо влијание како некој тумор ќе се однесува. Значи не е само канцер клетката или туморната клетка, туку и средината во која што таа расте е битна. И третиот фактор, предност на користење на органоиди е што можеш во таков систем да имплементираш и имуноклетки, каде што може да видиш дали имуните клетки во системот можат некако да се борат со тој тумор, или пак да го поставиш прашањето ако видиш дека нема никаков ефект од тие туморни клетки, да видиш дали тие туморни клетки некако може да дојдат до туморот во самото тело. Затоа што постојат и тумори кои што едноставно имуните клетки не доаѓаат до него. Значи, И ти практично симулираш средина на едноставно ја симулираш матичната средина на тој тумор и се обидуваш да научиш нешто повеќе за него, средината во која што се развива и начинот на кој што, нели, имунитетот реагира и како може да се победи. Секако, значи постојат различни теории, односно хипотези кои што ќе си ги поставиш и во таков систем може да ги испитуваш. И исто така имавме во нашата група интересен хипотеза дека движењето на туморот при човековото тело може на некој начин да допринесе до поагресивно растење на самиот тумор. Како? Движењето на што? Движењето на човековото тело, дека ти кога се движиш, затоа што изучувавме тумори, односно метастази во перитонеумот, затоа што тие клетки можат слободно да се движат во перитонеумот, не се залепени за никаква средина, можеш тоа да го симулираш во лабораторија и да видиш дали тоа допринесува за некој поагресивен тумор во човекот. Што, например, во 2D систем, каде што ги залепуваш клетките, никогаш не можеш да го моделираш или да го докажеш да ја поставиш таа хипотеза. Јасно. И сега тука, знаеш што, вака кога те слушам, и кога објаснува некој многу кој што стварно е длабоко у темата, и медицина, еве и конкретно, нели, со органоиди, 3D модели и така натаму, ми доаѓа смеа за многуте онака стереотипи и
и луѓе кои што многу лесно си даваат онака коментари поврзани со медицина, земи како изгледаше тоа во пандемијата и дека сите станаа попаметни од научниците, али многу често истото се случува и поврзано со канцер. Така е, пи ова не смее, тоа смее, знаеш, некои такви бомбастични наслови и луѓе кои што си фрлаат било какви коментари и особено моментот дека многу луѓе размислуваат ајбе сигурно има лек за нели до сега измислено, само не ни го даваат. Нели таму тие што го спремаат што се укујните за теории за заговор, нели се зборува дека овие пребогатите и мокниците го имаат лекот, ама не го даваат. Точно. До каде сме со процесот на наоѓање на решенија? Дали е тоа као зборуваме за 10 години away или зборуваме за многу повеќе или помалку или не може да се одреди? За жал сметам дали сме до некој tipping point за наоѓање на едно решение? Сметам дека не сме, затоа што... нема едно решение. Нема. Пошто се премногу различни, мислам, особено ако зборуваме нели за ракот е премногу паметна болест. Ја би ја нарекол паметна болест, затоа што земи од овие истражувања што сме ги правеле со органоиди, каде што имаш од еден ист пациент, ти можеш да земеш од самиот тумор примерок, да направиш органоид, да земеш примерок од метастазата, ако пациентот има метастаза, и ти, ако ги споредуваш примарниот и метастатичниот примерок, ќе видиш дека тие не се исти. Немаат иста експресија на гени, немаат иста експресија на оние епитопи кои што ги викаме, тоа се надворешни делови од клетката кои што најчесто служат за препознавање на имуниот систем или пак како правиш некоја таргетирана терапија да ја погодиш таа клетка која што е туморна или метастатична, а сакаш да го заштитиш се она што е добро во организмот. Таквите испитувања ни покажуваат дека тие немаат некоја иста експресија, најчесто немаат иста експресија. За тоа го прави сето тоа да биде покомплицирано за истражување, за пронаоѓање на некое решение кон пациентот. Но овие органоидната технологија сметам дека допринесува за некое поголемо разбирање и за некој подобар начин за помагање на пациентите. Зошто? Затоа што ти добиваш од секој пациент, ти можеш да го направиш тоа. Значи од секој пациент кој што има нели тумор или метастаза, ти можеш да направиш такви органоиди. И сега што е доброто? Тоа што кога ќе направиш таквите органоиди, ти може да тестираш различни моментални терапии кои што се достапни. И ќе видиш дали со таквите терапии ти можеш некако да му помогнеш на тој пациент, кој што, например, пред 10 години, кога не постоеше оваква органоидна технологија, беше на trial and error постапка. Му даваш некој лек и па гледаш на него што дали ќе функционира или не, и тоа е некој долг период, каде што некои пациенти го немаат тој долг период, некои 6-10 недели, каде што му даваш некоја хемотерапија или имунотерапија во поново време, тоа е време кое што тие пациенти го немаат. Доброто е тоа што оваквите органоиди или органоидната технологија го скратуваат тоа време и ти даваат некоја шорткат за дали тој пациент ќе реагира или нема да реагира на дадена терапија. Исто така интересно дека кога даваш некоја терапија кон ракот, односно кога пробуваш да ја убиеш таа експресија, таа канцер клетка со таргетирање на некој епитоп кој што е присутен на клетката, ќе видиш дека по некое време канцерот е паметен, тој нема да го експресира тој епитоп. Што значи тоа? Тоа значи дека ти може да му даваш терапија на пациентот и по некое време таа туморна клетка ќе сака да преживее, односно survival of the fittest, така? Биологијата така функционира и тоа е усвари во самиот канцер, каде што таа ќе проба некако да се заштити, да преживее. Во тој момент ти ако го правиш експериментот во лабораторија ќе пробаш да дадеш друг лек, дали ќе функционира и постапката е многу побрза за помагање на пациентите и сметам дека за во догледно време ќе можеме, односно ако имаме доволно финансии за таква некоја технологија, дека ќе можеме многу подобро да им помагаме на пациентите и во многу побрзо време. А не можеме да зборуваме за наоѓање на решенија и за практично успешно
Според мене, сметам дека дел од пациентите ќе имаат успешна она ремишн, но дел од пациентите за жал нема да може, затоа што тој тумор или ќе биде прекасно откриен, или ќе биде премногу агресивен, паметен, да може да ги одбегнува сите тие терапии. Јасно. И што е, каде медицината повеќе го гледа излезот? Во наоѓање имунотерапии или во модифицирање на имунитетот, затоа што знам постојат, да речем, имам гледано документарци кои што за кои што се зборуваат, нели, за те клетките, ако не се лажам, се зимаат, па ти се преработуваат во лабораторија, ти се враќаат, се модифицираат за да го препознаваат. Да, и се враќаат и можат да се борат. Но тоа е за одредени типови, јас она што го гледав беше за леукемија. Точно. Например. Ама, знаеш, дали во таа насока повеќе ќе имаме шанси или во насока на, не знам, други имунотерапии или па знаеш, модифицирање на клетките на ракот да се самоубие. Да. Значи, вака, првен да дефинираме што е имунотерапија. Мислам дека најголем дел од слушателите нема го знаат. Витамин С. Па, добро, Па тоа е на прва некој начин, да и иде. не. Точно, имунотерапија како имунотерапија е начин на кој што ти сакаш да го поттикнеш имуниот систем кој што е во нас, односно во самиот човек, да почне да се бори против туморот кој што е присутен во тоа тело. Сега, зошто тие имунотерапии во последниве 10-15 години прават некој бум, односно револуција, затоа што најголем дел од научниците сметаат дека имунотерапијата не може да биде аплицирана во рак, затоа што по дефолт имуниот систем не треба да напаѓа клетки од истиот организм. Тоа е дефиниција на имун систем. И сега ако гледаме дека рак клетката е пак клетка од самиот организам, сите сметаа и велеа дека па имуниот систем не може да го нападне ракот. Но што е проблемот? Што е доброто уствари? Доброто е тоа што канцер клетката не ги процесира протеините најчесто на ист начин како и здравите клетки. И затоа кога не ги процесира протеините на ист начин како здравите клетки, тие ќе започнат да експресираат недобро оформени протеини на нивната површина. Тоа е тоа, односно кога имуниот систем ќе може да ја препознае рак клетката. Тоа е во најдобар случај, но постојат и ракови кои што, например, се имуноладни, каде што имунните клетки не можат никако да дојдат до самиот рак. И тоаш имунотерапија не функционира. Сега, другото нешто со имунотерапиите кога ги даваш, ти сакаш на некој начин да ги поттикнеш те клетките, како што кажа, да го уништат рак, канцер клетката. Што се прави најчесто? Најчесто се прави да има експресија на најпознати две лиганди и рецептори во истражување се PD-1 и PDL-1. Тоа се лиганди или рецептори кои што можат да бидат експресирани од рак клетката, дали рецепторот, дали лигандата, за тој да го направи и покрај тоа имуната клетка да дојде, да го препознае, но да ја направи неактивна. Значи, ти имаш имуна клетка, таа имуна клетка ја препознава рак клетката, но имуната клетка не е активна за да може да ја уништи канцер клетката. И тоа е тоа усвари на некој начин каде што сакаме да ги користиме имунотерапиите да помогнат те клетки да не бидат неактивни, да останат активни, да не можат да бидат супресирани од канцер клетките и да можат да ги директно да ги нападнат и да ги лизираат, односно да ги уништат рак клетките. И потоа целиот процес на информација, на разрешување на таа информација да може да биде тука, да може да ги ичисти тие рак клетки. Тоа би било во најдобрата ситуација. И добро е тоа што, например, аплицирање на некои лекови, односно имунотерапии кои што биле одобрени за breast cancer, можеш да ги дадеш, например, во да пробаш како она last resource кај пациенти кои што веќе се терминално болни и за некоја среќа тие пациенти имале добро опоравување, односно биле активирани. Сега, кога ќе се случи такво нешто, ти како истражувач или како научник се почињеш да прашаш
овај лек не треба да функционира во colorectal cancer, како функционира? Тоа ќе започнемаш со друга хипотеза да се разбереш како таа имуна клетка, односно како таа имуна терапија овозможила имуните клетки да дојдат тука и да бидат активирани. Тоа е друг проблем кој што пробуваш да го решиш, кој што е уште поинтересен. Значи, сакаш да ми кажеш дека, мислам, дека имунотерапијата не секогаш е решение. За жал не, но е едно од подобрите решенија за третман на канцер. Затоа што на тој начин не ги уништуваш здравите клетки во организмот, за разлика од хемотерапијата која што може да биде неспецифична. И имуните клетки, имунотерапиите најчесто се даваат во и го активираат имуниот систем локално, односно на местото каде што постои некој тумор. Јасно. И твоја проценка еве, пошто си доста инволвиран во на тоа поле, колку кое е твое реално очекување дека може да се деси некаков breakthrough? Барем со еве најчестите типови кои што се најистражувани, така? Пошто ако ја верувам дека тока е колоректал, тоа е барем кај мажите е многу чест на дебело црево, да се изразам, бели дробови, дојка, не знам. Панкреаска и машката популација е уште доста честа, која што се решава и хируршки. Да. Сметам дека да, има breakthrough во самата имунотерапија. Зошто? Затоа што не знам колку се сеќаваат слушателите, ка напомена, најчесто беше имунотерапијата за леукемии, кои што се се не дефинирани како течен тумор, затоа што така не е во тврдо ткиво. Така. Но во последниве години имаме се повеќе и повеќе дознавања и добри имунотерапии за цврсти тумори, односно за colorectal cancer, за breast cancer, за рак на бели дробови и значи имаме на некој начин некое ново откритие и напредок во самото истражување. Но сето тоа е долг процес, а процесот е долг затоа што најчесто ти започнуваш со некои 100 кандидати, односно 100 кандидат лекови, молекули, кои што ќе ги дадеш во лабораторија и најчесто тука постои селекција наеднаш дека онив од 190% нема да функционираат, значи остануваш на 10 кои што ги испитуваш, пробуваш да продолжиш со нив, да видиш како ќе се однесува тој тумор, па од тие 10 дали и 1% ќе преминат, например, како добри кандидати, каде што ти од лабораторија треба да преминеш веќе на некој жив организм. Сега на некој жив организам, најчесто во лабораторија, во лабораториско истражување за тумори, денеска зборуваме за тоа, употребуваш мали гувчиња. Значи тие се тие animal studies, каде што ти мораш да видиш дали она што си го покажал и докажал во лабораторија ќе функционира и во некој жив организм. Од кога ќе опоминеш тоа, треба веќе да започнеш и клинички студии. И затоа процесот на откривање на нови добри кандидат лекови е доста долг. Дури да има breakthrough лабораторија, ќе треба време доека. Треба време и да бидат потоа approved by FDA, Европска организација на таков лек, но се повеќе и повеќе што се прави, например, некои одобрени лекови за да се скрати тој период, пробуваш да ги даваш на различни типови на тумор, да видиш дали ќе функционира. И ако функционира на некој начин, како што кажав претходно, пробуваш да видиш да откриеш зошто функционира и да го разбереш механизмот на действување. Јасно. Види, освен сите тие научници и умови кои што се занимаваат со ова, технологијата исто така многу помага во убрзување, во давање на многу појасна слика и слично. И денеска еве многу присутна и се поприсутна ќе биде вештачката интелигенција, што ја верувам во медицината и како ќе даде голем придонес, па и во многу други сфери. Иако као и секоја друга технологија и постои страв и нормално е дека ќе се користи за и за нелегални работи, за можеби за наштетување на човештвото, како и сите изуми до сега. Но
ние ќе зборуваме еве за добрите страни и ти конкретно си имал искуство еве со вештачка интелигенција и со развивање на системи за подобра диагностика? Да, за подобра диагностика, односно за подобро разбирање на метастазата која што ја изучував, тоа е метастаза на овариум од колоректално потек. Сега, например, ајде да дадеме некои по-конкретни примери на гледачите каде се имплементира таа вештачка интелигенција која што денес е достапна и им помага на голем број од медицинскиот персонал. Тоа се, например, детекции на различни заболувања на белодробните крила. И човекот каде што ти вештачка интелигенција можеш да ја научиш да препознава дали постои некој рак, дали постои некој пневматит, дали постои некое друго заболување и да може да ги детектира. Друг пример кој што е исто доста корисен е во колоноскопија, каде што на самиот доктор додека прави колоноскопијата, таа вештачка интелигенција може да му даде сигнал дали негде постои полип или не. Тоа е друг начин. Или пак, например, за некое подобро диагностицирање на некој од состојбите кои што ги има пациентот. Тоа е се веќе кои што се постои. Конкретно за помагање на разбирање на некој рак или за диагностицирање, ја развивав вештачки систем каде што ти ќе ставиш дел од туморот кој што подлежи на имунохистохемија. Тоа е усвари метода каде што се зима дел од туморот, се прават слайдови, односно се прават поединечни делови од туморот се сечат и се ставаат на слайд и каде што ти треба да ги обоиш за некој специфичен протеин. Сега кога ќе направиш тоа, ти одбираш некои специфични протеини да разбереш кои клетки каде се наоѓаат и треба да направиш систем каде што ти од базирано на тие клетки кои што ќе му ги ставиш, ќе го научиш системот, тој може да препознае кога ќе ставиш некој нов примерок од какво потекло се тие клетки. Што е помошта во тој начин? Во тој начин е што кога ќе се стави во самата секунда таа слика од имунохистохемија, односно системот ќе ти покаже дали постои рак клетка, дали постои некоја клетка од сврзнато ткиво, дали постои некоја имуна клетка. И од кој тип на имуни клетки е клетката која што ја гледа тој систем. И во моментот се уште, ако е една од најстарите методи имунохистохемијата, е основна метода за потврдување на рак или на тумор во некое ткиво. Затоа што мора да се земе примерок, да се подлежи на тој процес, за да се види дали постои некоја клетка. Понатаму, како можеш да го користиш тој систем е да видиш кое е позиционирањето на имуните клетки и дали тие имуни клетки ќе бидат активни или неактивни, како што зборувавме претходно. И на некој начин ти добиваш мапа на самото ткиво, на самиот тумор како расте и на поставеноста на сите клетки околу него, за да можеш да разбереш дали тој тумор ќе има некој придонес од имунотерапија или пак ќе треба да гледаш некои други решенија, дали хируршки зафат или пак да дадеш хемотерапија. Затоа што ако ти видиш имуните клетки дека се негде многу далеко од самиот тумор, ќе знаеш дека тие се неактивни и не можат да дојдат да се борат против туморот кој што си го истражувал или бараш да најдеш решение за негово лечење на некој И практично вештачката интелигенција во иднина сигурно и многу повеќе ќе помага, во моментов можеме да очекуваме дека ќе даде подобра брзина и точност на тоа, окей, ова е диагнозата и според сите овие, нели, критериуми кои што ти ги направиш, податоци што јас ги добивам, направете го ова. Секако. Што прво ќе заштеди време до реакција, нели, за да се реагира на најдобар начин, а да не зборуваме дека може да додаде многу години живот кај пациентот. Секако. И не само тоа, може, например, и на самиот доктор да му помогне во диагностицирањето, затоа што, не знам, од 5 можни состојби, ти може во тој момент, додека пробуваш да откриеш што му е на пациентот, да ти текнат 3. И додека вештачка интелигенцијата веќе е научена и таа сите критериуми ќе ги помине и може да ти сигнализира, па тука може да постои уште некоја друга
ситуација, провери ја. Или конфликт на интереси со одредени терапии, лекови и така натаму. Точно како што спомена, на пример, таа вештачка интелигенција може да ти каже да постои некаде некое истражување, нешто се дава, пробај дади го овој лек на самиот пациент. Може да има бенефит. Што е нешто неверојатно, односно ти на некој начин ти е како шорткат за докторите, ја така го гледам, и кој што може стално да го имаш при себе. Да, сам неверојатно е колку добро е. Синеша, имаш длабоко познавање околу разбирање за за механизмиве молекуларни кај конкретно кај ракот. Што пошто сега зборуваме поише за диагностика, за лекување и така натаму. Но ајде да одиме на другата страна, во која што и ти си добар и јас сум добар, а тоа е превенција и грижа за себе и животниот стил. Како исхрана, активен живот, и сето тоа кое што денеска многу го слушаат сите луѓе, придонесува. Значи, знаеме дека придонесува, но што е она што ти, од што си ти воодушевен, колку навистина исхрана или одредени подобрувања на навики придонесуваат за превенција, па дури и, не дај Боже, борба? Секако, значи, најголем дел од истражувањата од порано имаат покажано каузалност, односно асоциација помеѓу активен живот, начин на исхрана и развивање на некоја состојба кај човекот, односно кај некоја состојба за која што ние ќе дефинираме како болест. Во поново време имаме се повеќе истражувања кои што покажуваат дека постојат и точни причинители за некои состојби, кои што е уште подобро затоа што имаме цврст доказ дека активен живот или пушење на цигари или исхрана богата со масти и со прости шеќери може да допринесе до развивање на некоја болест, односно на канцер во овој момент. Тоа е нешто многу добро, затоа што веќе имаме цврсти докази кои што можеме да ги користиме, како што каже и ти во твојата сфера, и ние како медицинари, научници, да може да им помагаме и да ги на некој начин едуцираме луѓето, да знаат што треба да променат во нивниот организам. Да земеме, например, исхрана со прости шеќери. Таа е едно од мислам дека процесирана храна, кондитор. Така, тоа е тоа што го зборуваме. Кондиторска храна. Мислам секој да прошетаме по Мракетов ќе ни биде горе-доле јасно која е храна со прости шеќери. Благи, чипсови, сокови, сето тоа што има многу шеќер, како што гледаме на Инстаграм споредба на колку коцки шеќер ке ставиш, колку има коцки шеќер во Кока-кола или нешто такво. Точно така, таа исхрана. Зошто е тој на некој начин докажан систем? Затоа што да земеме денеска зборуваме за туморот сака да се храни. Тоа е клетка која што многу брзо расте, неверојатно брзо се дели, во споредба со другите клетки кои што најчесто или не се делат или се делат на многу споро ниво. И на тие клетки кои што брзо се делат им треба храна. Храната која што ја добиваат е од глукоза, односно од сите прости шеќери кои што ги внесуваме. И најчесто постои една Варбух теорија која што е мислам покажана и докажана во 30-тите години. Тој човек, научник, има добиена и Нобелова награда, но се до 80-тите години беше негиран факт во истражувањето за рак, односно тоа е факт дека и покрај тоа што има премногу глукоза, рак клетката нема да оди во аеробна оксидација и добивање на енергија преку аеробен процес, кој што е подобар за добивање на енергија, туку ќе оди преку анаеробен процес. Што настанува тоа? Ти му даваш премногу шеќер, таа ќе се дели, ќе сака да расте, ќе има енергија, но создава многу неефикасна и
и создава многу некоја токсична средина која што придонесува до развивање, односно на потикнување на имунолошка состојба во телото. И знаеме сега дека најчесто тие таквите имунолошки состојби кои што тригираат активација на имуниот систем можат да доведат до потикнување на рак. Исто така, самата глукоза како глукоза може да доведе и до активација на инсулин growth factor рецептор, кој што потоа тој инсулин growth factor рецептор може да сигнализира преку инсулин growth pathway да потикнува некоја клетка да почне да се дели и покрај тоа што таа не би требало да се дели. И како што дефинираме претходно, ракот, ако е, односно туморот, ако е болесна, неконтролирана делба на клетките, многу не е јасно зошто таквите прости шекери или процесирана храна можат да доведат до некоја состојба која што не би ја сакале. Јасно. А што е тоа што не го сакаат овие клетки? Па тоа е интересно дека или е се уште многу. Верувај ми дека секогаш ќе најдат начин. Имав и истражување каде што споредував начин на кој што рак, односно во colorectal cancer, тој ќе биде во средина, каде што ќе биде енкапсулиран. Што значи енкапсулиран? Тој ќе биде заокружен со клетки од фибробласт. И тој на некој начин живее во анаеробна средина. Значи, не би требало да има енергија за да расте, така? Тој во тој начин ќе направи реверзибилна исхрана, каде што тој ќе се храни од аминокиселините кои што се достапни. А како ќе бидат достапни аминокиселините? Најчесто со деградација на здрави клетки. Или ќе проба да ги земе некој тука што ги има од други клетки. Па да, постои, односно тоа постои крос комуникација помеѓу фибробластните клетки што тие создаваат на некој начин такви аминокиселини во процесот на аеробна респирација. Тие ги создаваат таквите аминокиселини и ракот едноставно ќе рече, па мене ми требаат тие, ќе почнам ја да ги користам, да почнам да се растам и да се размножувам. За жал во тие случаеви храната или модификација на живот е веќе доцна, но мислам дека модификација на живот и начин на исхрана за превенција на рак е многу добро. Затоа што не би сакале да ги стимулираме. Мислам, ти ако почнеш да вежбаш и да бидеш и да внимаваш на исхрана, откако имаш некоја состојба, за жал. Имаш некоја состојба, знаеш, малци и предоци. Да, за жал. Да, верувам. А што, еве, допревме до исхрана, што се случува со физичка активност? И не знам, еве, евидентни докази кои што укажуваат дека физичка активност повторно, така, може да превенира појава. Дали појава на рак, искрено немам видено цврсти докази. Имам видено каузални поврзувања каде што, например, одење до работа пешки или со велосипед или движење на некој начин која не е толку high level intensity активност, да, може да допринесе до некој намален ризик за развивање на рак, но таквата физичка активност пред се допринесува за подобрување на кардиоваскуларниот систем. Да. Што, например, физичката активност е одлична за кардиоваскуларниот систем, каде што таа ќе доведе да нема, например, некое таложење на масти во артериите или во вените, во крвните садови на самиот човек, и таквата физичка активност може да помогне за спречување на кардиоваскуларни болести. Но директно дали може да помогне за развивање на рак, нема цврсти докази. Има докази дека може да помогне, но како што кажав, тоа е се каузално. Да, и види, и знам колку е предпазлива науката, знаеш, она доека пише дека нели ние сме високо убедени дека практикување на ова и ова или земање на ова и ова придонесува за не знам, намалување на шансите или лечење и така натаму, треба стварно да се сигурни. Научниците не избрзуваат како што избрзуваат лаиците, нели, и луѓе кои што сакаат публицитет и лајкови и така натаму, кои што ќе речат ова пиго и готово се дешава. Јасно ми е, иако сигурно постои, мислам, постои бенефит, дефинитивно. Постои бенефит и на сите нив им е јасно дека нели животниот стил и активноста и исхраната и како придонесуваат за превенција и квалитет на живот, но не би се осудиле да го
како тврдење да го изнесат и да пред да бидат баш онака Секако, имаше баш убедени и и сигурни. пред некое време читав дека намалување на мастите во телото, кои што најчесто би можеле да ги намалиме да преку исхрана, но и на побрз начин преку физичка активност, Така е. може да доведат до намалување на ризик за развивање на некој тумор. Зошто? Затоа што Апсолутно. таквите тумори ќе имаат висока енергија. Ќе најдат молекули кои што ќе се хранат и ќе можат да ги користат и исто така ќе најдат средина каде што ќе може да се зацкријат од имуниот систем да бидат препознаени. И на тој начин ќе допринесе физичката активност за ракот да нема некоја средина, односно физичката активност ќе допринесе првен за намалување на масното ткиво во човековиот организам. И ако не постои некоја таква масно ткиво, односно поволна средина за развивање на тумор, тие лесно ќе бидат препознаени од имуниот систем и ќе бидат победени и сфрлени од телото. Затоа што секој од нас во некој дел од животот има клетка која што нема да се подели точно, ќе се подели кога нема Со да баг. треба, да. И тој баг ќе треба да биде и чистен од организмот. За И среќа, шансите се подобри кога си фит. секако. Да, Ако не му оставаш ти некоја поволна средина каде што тој ќе расте, јасно. нема. Ти затоа си вака фит и теретана и точак возиш. Па практикувам да бидам активен. Да, практикувам да бидам активен од првен од став да си помогнам сам за себе си, на некој начин да бидам здрав спред тоа што дава науката, а втора поттик ми е да помогнам кон животната средина, затоа што најчесто сега денешно време, баш и пред некој време, слушав дека оваа година ќе имаме 1 до 2 степени како повисоки температури како резултат на глобално затопување. И третиот фактор кој што мислам дека ми е најбитен е стигнување во Скопје за побрзо време секаде. Да. Да, не бидам во сообраќаен Се метеж. сложувам. Да. Се сложувам. Ја веќе 2 години не го возам велосипедот. Поради, мислам, некогаш и у некои денови е и нема основа Да. реална, иако во повеќето има и затоа што тие повеќето денови се почести у последниве 2 години кај што сум зависен од кола и во деновите кога можеби не ми треба ради навика и ќе земам, али е многу, мислам, Многу одлично превозно средство е и па и градов е одличен рамен за возење имплементација на велосипед, такво али нешто. види добро е што мислам реално се повеќе луѓе. Да, добро е тоа што има Супер, промена. ти што си свесен, ама има и луѓе кои што, знаеш, што еве евидентно е колку повеќе точаци има за разлика од не знам пред 10 години дека луѓе Секако. возат, особено у овие топли периоди. А имаме и мислам се повеќе и повеќе велосипедски патеки каде што можеш да возиш на некој начин. Точно. И тротинети. Да. Ама таму нема физичка активност, си стоиш. Па добро, пак допринесуваш кон животна средина. Да, велосипедизмот загадувам. тебе ти е исто така љубов, освен наукава. И возиш професионално. Па Еве вчера имаше момент што ќе ти биде запамден. Се момент кој што ќе ми биде близу беше да не снимаме Да, подкаст. дефинитивно. Мислам дека пред помалку од 24 сата бев Да, во шанса да кажам дека денеска го ја откажувам оваа епизода. Да. Да, таа ми е некоја љубов која што ја развив за време на моето средно образование, кога едноставно решив ете така да пробам. Тоа живее во Велес, пробав од Велес до Велешко езеро да извозам и некако ми стана љубов и начин на живот, кој што потоа и по некои сплет на околности ми беше и наметнат во Да, Холандија, Холандија каде е. што основно превозно средство ти е велосипедот. Немаш друг избор, да имаш кола, ама као сите ќе те гледаат на лево и дали врне, дали има снег, не е проблем, ти си на велосипед. Да. И некако тие навики ми останаа до ден денес и сега денес дали активно пред некое време почнав ете така да активно да возам за релаксација, додека се уште ми остана тоа како основно превозно средство до работа, до дом, од работа до дома, до теретана каде што сме заедно да ми биде превозно средство. Супер. Сидниш, ако има некој еве да ти рече тај избери си научен пробив што би сакал да го направиш и за кој што
би ти било најмило, што би било тоа? Тешко прашање. А? Дефинитивно тешко прашање. Како дефинитивно, мислам дека како за цело човештво сите би се сложиле дека е пронајдокот на антибиотикот. Тоа. Но за мене, како научник, е објаснувањето на 3D структурата на самата ДНК од Watson and Crick. Да, таа беше експеримент во 63-та, ако не се лажам, или 64-та, каде што Watson и Crick, базирано на X-ray скенирање од клетки, објаснуваат начинот на кој што ДНК молекулата формира двоен хеликс. И тоа е начин каде што А со Т, С со Г се поврзува и го формира таа некоја хеликсна структура која што ние денес сите ја знаеме како ДНК молекула. Тој хеликс они го имаат докажано и покажано објаснето. Зошто за мене тоа битен? Затоа што токму тој хеликс е на некој начин двигател на клетката. Дали ќе има прекин во тоја двојна структура на ДНК-та, и кога има прекин најчесто треба да дојде дали до репликација, па поправање и така натаму, и затоа што сметам дека најголем дел од настаници кои што се случуваат во туморот се поттикнати од такви проблеми. За мене, како научник кој што испитува кој што има испитувано тумори, е токму објаснувањето на двојниот хеликс од Watson и Crick. Гледав еден документарец кој што зборуваше за тоа за ДНК метилација, кај што врз основа на, не знам, гледа као што се случува ако јадеш куркума и ги гледа профилите на тие ДНК метилации, као сакаа да покажат дека, знаеш, као јадење на храна како што е, не знам, куркума или овие бобичести, боровници и така натаму, многу помагаат и придонесуваат за правилниот зборот, за правилна ДНК метилација. Да. Ајде првен да им објасниме што е ДНК метилација. Да. Затоа што ДНК како ДНК е наследна од нашите родители. И таа не се променува во текот на животот. Значи, картите што ни ги поделиле, ги имаме со нас цел живот. Сеа играј. Точно. Тоа е ДНК. Но постои и епигенетика. Односно, метилацијата е дел од епигенетиката, каде што таа не е стална. Таа е променлива и влие од многу надворешни фактори, односно на надворешните фактори на кои што ние сме изложени и надворешни фактори, например храна, како што спомена, кои што ние ја внесуваме во самото тело. ДНК метилацијата како ДНК метилација е нешто што се случува во промотор на еден ген, да скратиме, да не биде, значи ДНК метилацијата најчесто има функција во една клетка дали некој ген ќе биде експресиран или нема да биде експресиран. 0 или 1. Точно. Уклучен, исклучен. Точно. И сега знаеме дека дознаваме се повеќе и повеќе дека таквите епигенетските фактори, односно епигеномот, кој што се нарекува, е многу битен и е, па можеби на некој начин побитен од генетиката што ја имаме. Затоа што тој можеш да го променуваш и можеш да правиш reshuffling на картите кои што ги имаш и можеш да допринесеш на тоа како ти се однесуваш, дали ќе си помогнеш на самиот себе си или нема да си помогнеш на самиот себе си. Дали ги побрзо ќе ги уклучиш погрешните метилации или нема да ги уклучиш, точно. Да, јасно ми е. Зборуваме за храна, добро здравје, знаеш, и обично луѓе кои што ги фаќа параноја од вака ќе отидат длабоко у подкасти, можеби, у истражувања и така натаму, у симптоматизации, знаеш, и ги фаќа параноја и стануваат хипохондрици, и фанатици и за храна, као не јадам ова, не јадам тоа, клин, знаеш, и што е исто по мене нездрав однос. Не знам колку ти се сложуваш, али пошто еве те сметам за човек кој што има длабоки познавања за свесен, и за здравје, и општо колективна свест, и за интелигентен. Дали ти пристапуваш фанатично кон животниот стил и кои се твоите
guilty pleasures кои што ти си ги практикуваш и дали си сепак нормален човек, пошто ја познавам многу научници кои што дури па си на тотално другата страна, онако има толку многу познавања, ама сепак знае да Ја би рекол комплетно да избега. Да, дефинитивно. Вака, гледајќи навраќајќи се на времето Холандија додека бев и обкружен со моите колеги, би рекол дека сум нетипичен научник, затоа што обично не сум таков дека ќе пазам на се или ќе, не знам, нема да правам ова, нема да испаднам или не знам се. Ајде да почнеме од прво нешто, јадење на црвено месо. Аха. Така, значи ја истражувам рака, љубител сум на црвено месо. Знам дека може да допринесе, но пробуваш да ги лимитираш на некои нормални количини, да речеме, и нема да јадеш некое процесирано црвено месо, не знам, бургери, хамбургери и такви ствари, но ќе одбереш некое подобро месо и на некој начин си како па Уште ајде, помалку сувоместнато. сека. Тоа Тоа мислам, воопшто не го јадеш? Тоа не. Да, Да, окей. не сум толку фанатик, ама не практикувам да јадам совместното, може некогаш некоја домашна произведена печеница, нешто такво, но совместно не, затоа што и сите соли, остали работи кои што се прават за да се Нитрати, нитрити. да, тие допринесуваат премногу за развивање на тумор, тие не. Но црвено месо како црвено месо, да, алкохол знам да се напијам дефинитивно и љубител сум на добро или холандско или белгиско пиво, каде што си велувам сами од себе, ако веќе си го трувам организмот, барем ќе земам нешто добро, јако, и на виски, дефинитивно. Аха, на уште појако. Па добро, да. Но да, мислам дека не треба да бидеш фанатик во ништо, треба да си нормален, релативно. И на крајот на денот, мислам, еден е животот. Секогаш сакаме да бидеме што подолговечни, но и да имаме некој уживање во тоа што го имаме. Апсолутно. А што еве правиш, нели доека си тука? Што у моментов се занимаваш? И мислам, што ти се планови, пошто сепак си прилично млад и кај се гледаш еве за следни 5-10 години? Да, во моментов сум биоинженер Мгм. за компанија каде што работиме на интеграција на системи Мгм. и интеграција на системи за медицински уреди и се гледам како да прогресирам во таа работа и да се свичнам на некој начин. Добро, тој свич веќе го направив, Мгм. да бидам се повеќе и повеќе неконна лабораториска работа која што сум ја имал во претходните години и докажување на нешто, туку развивање на вештачка интелигенција, на софтвери за вештачка интелигенција, на некој начин би кажал дека повеќе тоа како насока, биоинженерство, биоинформатика, каде што ќе допринесуваш за помагање на пациентите, Мгм. но не директно на некој начин кој што сум го правел претходно во седење во болница или истражување со живи организми или клетки, се она што е живо. И- Колку во Македонија имаме брзина во имплементација еве на нови технологии? Како изгледа во македонското здравство? Значи не зборуваме, па добро еве и приватен сектор и нели државниот здравствен систем. За жал, во моментов во Македонија немаме такво нешто, Мгм. но сметам дека постои заинтересираност. Луѓето, посебно лекарите кои што читаат, се образуваат и не застануваат на она што го постигнале во минатото, туку сакаат да видат во текст со сите трендови, кај нив постои заинтересираност и сметам дека за некое брзо време би имале некој breakthrough на имплементација на некои од такви системи и во македонското здравство. Зборуваме за системи со вештачка интелигенција кои што ќе помогнат во Диагноз. диагностики. Јасно. Барем за 5-10 години ќе Па, видиме може би и побрзо. и побрзо, тоа е добро. Доста Постои оптимистично. заинтересираност, така да може би и побрзо ќе има такво нешто. Одлично. Што е нешто и многу добро за целото наше општество, каде што ќе има бенефит целото општество. за такво Апсолутно. нешто. А кој е да кажеме еве државата или градот или центарот, не знам, институтот, универзитетот кај што се баш онака топ едж и на врвот на светот во еве
развивање на методологии, технологии за диагностика и за третмани. Конкретно еве на ова што денеска нели го зборувавме, е твоја експертиза на канцер. Во сферата на тумори, на канцери, ја би ги издвоил Холандија, каде што бев, Велика Британија, Што конкретно во Холандија? истражување за тумори. Односно цело разбирање на кој тумори. кој центар, институт, универзитет ли е тоа, што е? Постои еден Dutch Cancer Institute, Аха. тој се наоѓа во Амстердам, Универзитетската болница на Амстердам, Универзитетската болница во Лајден, Универзитетската болница во Утрехт. Аха. Таа се болници каде што функционираат и како болница и како истражувачки центар. Па многу логично. Dutch Cancer Institute, каде што Да. се фокусирани само на наука. Потоа Велика Британија, посебно универзитетите во Лондон, Америка, и секако мислам дека на некое највисоко ниво се во Кина, каде што постои најголем број на финансиски средства, што е пресудно за истражување, и најголем број на популација која што е високо образована и се занимава со такви работи. Не очекував. Те имаат некои нај напредни технологии, најбрзо успеваат нешто да докажат, да покажат. Можеби се действува на насоката дека кај нив и регулациите се малце по либерални Аха. во таа сфера, каде што многу работи кои што во Европа и во Америка не се дозволени да се испитуваат, кај нив се дозволени, па тие може да да исфрлат некои нови откритија. Си вика, тај многу сме, не мора прво на животни, лупај. Не, далеко од тоа, веруваме дека животните во Европа се на некој начин премногу заштитени. Значи, ти за да направиш некоја научна студија со животни треба да поминеш регулација, пишување на регулативи, Да ги убедиш дека како, значи буквално ти треба во колку саат ќе им дадеш храна, како ќе се грижиш за нив. Сите тие регулации додека во Кина се малце полиберални во тие насоки. Затоа и можеби успеваат да исфрлат некои побрзо да исфрлат некои откритија. Јасно. Синиша, супер. Верувам, мислам, има уште сам 8 години образование твое лично и 80 и можеби нели на туѓо образование на луѓе кои што придонеле да еве стигнеме денеска до кај што сме, не може да се раскаже и да се продискутира у вака кратко време, али верувам дека еве и сите што следеа и ќе следат и ќе слушаат, ќе го најдат ова инспиративно, интересно, оптимистичко, Се надевам. возбудливо. Да. И верувам дека со тебе ќе имаме уште некоја прилика, можеби и вака јавно, а и се разбира и приватно у палестра да си поразговараме некое утро. Фала ти што дојде. Ти благодарам и на поканата. Во секое време и ти посакувам многу успех во кариерата и ти посакувам многу успех во носење на добробит у човештвото. Фала. Дечки, фала ви на вас и се гледаме во следна епизода. Чао! Откритеа топлината и грижата во дневниот центар на Феникс домовите за стари лица. Придружете се на целосно бесплатен еднонеделен пробен период, каде што вашите најблиски ќе можат да уживаат во активности, грижа и енергична заедница секој работен ден. Од прва рака искусете ја радоста и удобноста што ги обезбедува овој тим од професионалци. Кликнете на линкот за да се регистрирате или јавете се уште денес за да ја почувствувате разликата што ја прават.